Почитувани, се наоѓаме во населеното место Булашани, кој има повеќе од 400 домаќинства со околу 1200 жители. Секое лето ова населено место се соочува со големи проблеми во водоснабдувањето. Водоснабдувањето на Булашани се врши преку два одвоени водоводни системи. Едниот од системите со одлука на Советот на општина Газибаба од 2010 година е предаден на употреба и стопанисување на јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 година. Вториот водоснабдителен систем каде што се наоѓаме моментално никогаш не е ставен во функција, иако неколку пати беше ветувано изградба на нова секундарна мрежа, изградба на шахти и поставување на водомер. Токму поради нефункционалноста на вториот систем, во овој дел од Булашани преку 200 домаќинства и преку 600 жители секое лето се соочуваат со недостиг за вода за пиење. Поради намалениот доток на системот, старата и нефункционална водоводна мрежа, лошото менаџирање на јавното комунално предпријатие и лажните ветувања на градоначалникот Тони Трајковски, жителите од овој дел на Булашани не можат нормално да функционираат. Недозволиво е во 21 век при тропски температури над 600 жители да немаат навремена и квалитетно снабдување со чиста вода за пиење. Нехумано е и нечовечки е над 600 граѓани да им биде скратена основната животна потреба како што е водата. Не постои никакво оправдување за неспособноста на Трајковски да обезбеди елементарни услови за секојдневното функционирање на жителите на Булашани. Затоа и Булашани и општина Газибаба имаат итна потреба од промени. Веќе на есен, граѓаните на Газибаба ќе добијат одговорен градоначалник и совет на општината. Новата локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе работи во интерес на граѓаните и општината, а прив приоритет ќе биде обезбедување на квалитетни услуги за живот и навремено водоснабдување во сите рурални средини во општина Газибаба.